Ама отвараш тема. Тема врз тема отварам. Како си? Добро. Добар ден, среќен ден. Денеска е убав ден овде на стариот градски стадион или арената Тодор Проевски. Убав ден како почеток на подготовките на фудбалерите за Вардар, за новиот прволигашки предизвик, за новите прволигашки надпревари кои почнуваат некаде 5-6 август. По малку подолго одржаниот состанок на стручниот штаб и фудбалерите овде во кабините на собликувалните, да кажам, на арената Тодор Проевски и пред речиси комплетното ново раководство, односно еминентните членови на навивачката група комити кои моментално ги вршат овие се вршители на должноста на раководство на фудбалски клуб Вардар, додека полека работите се уште не легнат и додека нешто не излезе она што малку се најавува уште подобри денови за Вардар. Фудбалерите се тука позади нас, го одработуваат и првиот тренинг пред новата надпрварувачка сезона. Расположението е видно, овие момчиња, овие црвено-црни рицари го направија она со кое Вардар може да се гордее. Вардар се врати во првата лига. Еве една убава символика, Вардар се враќа и дома на својот градски стадион, каде што играл години наназад, каде што ги постигнувал најголемите успеси и го освојувал најголемите трофеи во својата клубска историја. Амбиентот секако помалку радува, имаше доста представници на седмата сила, фоторепортери, камермани од телевизиите, реков овде беа и оние најверните, дел од најверните навивачи на Вардар, секако структурата, раководството на градскиот стадион на Пуик, кој ете овозможи добри услови за така еден убав почеток на овие, да кажем, подготовки на оваа сезона во која Вардар има голем предизвик. Влеговме дел и во собликуваното во кабината, но најкултурно спортски бевме замолени да оставиме простор за договор и што е реално, иако сето тоа траеше малку подолго. Што конкретно разговарано, сигурно ќе следува и официјално соопштение. И релевантно се гледа дека атмосферата е позитивна, дека фудбалерите се орни да почнат и да ја водат оваа битка низ прволигашката конкуренција со сите оние, да кажам, тековни проблеми кои реално се тука пред нас и од кои нели не може да се побегне. Паралелно со почетокот на подготовките, членовите кои се нафатија да помогнат на Вардар и да ја подигнат оваа атмосфера на уште повисоко ниво, работат и на тоа, сите оние започнете активности, иницијативи се во тек и секако фудбалерите имаат слух за тоа и треба да им се честита на нивната верба, на нивната упорност и вака оставаат навистина една компактна целина, една компактна екипа, да кажам, една дружина која реално може прволигашки да се носи во оваа конкуренција. Еве така накратко првото евојање со почетокот на подготовките на фудбалерите на Вардар.